Состојбата со мигрантите на границата и кај Гевгелија и кај Табановце е мирна. Илјадници мигранти со разни превозни средства беа транспортирани до границата со Србија, откаде поминаа на другата страна. За деталите во живо од извештајот на Зоран Ѓоргиев од Гевгелија. Зоран, така. Да, Тино, како што рече денеска, состојбата со мигрантите е стабилизирана на јужната граница овде во Гевгелија. По хаосот кој што беше создаден синоќа кога околу 4000 имигранти го пробија полицискиот кордон, денеска сликата е многу поинаква и може да кажеме дека е нормална за ваква ситуација. На железничката станица во Гевгелија скоро и да нема никакво движење, а слична е сликата и овде на околу 600 метри од граничната линија со Грција, односно на локацијата каде што интензивно и забрзано се гради пунктот каде што ќе се прифаќаат мигрантите. Инаку, како што веќе рече, илјадници мигранти, односно околу 4000 мигранти синоќа и во раните утрински и предпладневните часови од Гевгелија со различни превозни средства беа превезувани до северната граница, од каде што според последните информации веќе влегле на територијата на Република Србија. Освен со организиран железнички превоз, мигрантите се превезувани и со организиран автобуски превоз, но и со такси возила. Непосредно пред ова вклучување можеше да забележиме во непосредна близина на железничката станица каде што се наоѓа и автобуската станица во Гевгелија, како се паркирани околу 20 на автобуси од повеќе делови од државата кои исто така чекаат да ги превземат мигрантите кои што во текот на денот ќе ги добијат потврдите. Како што реков, екипата на Сител во моментов се наоѓа на локацијата каде што се гради прифатниот пункт, каде што ќе треба да се прифаќаат мигрантите и каде што ќе се издаваат привремените дозволи, а веднаш после тоа ќе се упатуваат, односно ќе се организираат со превоз до северната граница. Токму ова локација денеска ја посети и министерот за одбрана Зоран Јолевски, кој што се информираше за текот на активностите околу изградбата на кампот, но исто така информираше дека државата ги превзема сите неопходни мерки за што побрз проток на мигрантите и што подобро прифаќање на сите нив. Предлагам да видиме дел од изјавата на министерот Јолевски. Дојдов на лице место се уверам да видам како се одвиваат работите. Имаме тука соодветен ангажман во поддршка на полицијата, на граничната полиција дава армијата. И ова што во овој момент гледам е дека се е организирано, прифатот се одвива како што планираме да се одвива, односно се примаат мигрантите во неколку групи и после тоа од кои ќе добијат соодветни потврди, се упатуваат овдека до железничката пруга и после до железничката станица со цел да го продолжат нивното патување кон север, односно кон нивната дестинација кај што сакаат да дојдат во нивен тежок пат. Како што гледате, наша механизација тука вклучена во изградба на овој прифатен центар, од каде се надеваме дека ќе го завршиме возовите кои што се патуваат со мигранти од тука ќе се полнат и ќе продолжуваат према северната граница. А освен на екипите на полицијата и на армијата, на терен активно овие денови по 24 часа работат и медицинските екипи од Министерството за здравство. Министерот за здравство Никола Тодоров денеска информираше дека од медицинско, односно хигиенско-санитетски аспект се постапува согласно сите протоколи, се пружа неопходната помош на мигрантите кои што имаат потреба за тоа и исто така информираше дека во просек дневно имаат помеѓу 20 до 30 интервенции. За сето она што го презема Министерството за здравство во врска со мигрантите, слушаме од изјавата на министерот Тодоров. Ние се трудиме да имаме онолку ресурси колку што е неопходно таму во тој момент. Од здравствен аспект ние имаме сериозни трошоци поради ова состојба, вршиме дезинфекција комплетно на транспортните средства во кои што се транспортираат, овозможуваме вакцинација таму кај што има потреба, лекување, породување имаше и така натаму, имаме 2-30 интервенции секој ден. Така да тоа се вака трошоци, но од друга страна тоа е она што ние како здравство го преземаме. Имаме ние направена проценка на ризици или риск асесмент на целата состојба, имаме
креирано неколку сценарија, говорам од здравствен аспект сега. Јас во име на Министерството за здравство имаме неколку можни сценарија, односно протоколи за постапување во неколку можни сценарија. И исто од денеска исто така организираме и еден, би рекол, привремен пункт на итна медицинска помош во близина на местото каде што влегува. Инаку, Тино, да кажам дека освен на локацијата каде што се издаваат потврдите, она што е важно исто така се каже дека од денеска потврди освен во полициската станица на железничката станица во Ѓевѓелија се издаваат и на оваа локација каде што се гради прифатниот пункт. Исто така може да се забележи денеска големо присуство на новинарски екипи како на оваа локација така и во градот Ѓевѓелија. А кога сме кај медиумите во изминатите денови, одредени медиумски куќи шпекулативно информира за нехуманиот однос на полицијата кон мигрантите. Меѓутоа, состојбата на теренот е многу поинаква, а сликата која што вчера го обиколи светот од македонскиот полицаец од СВР Битола, кој што својата вода ја сподели со дете од мигрантите, ја покажува она другата страна на состојбата овде на теренот. Приказната за полицаецот од Битола, кој што синоќа исто така беше на своето работно место, ја има колегата Љупчо Златев.